И ето, драги приятели, имам, како што ми кажува таймер, од 14 минути да го снимам клипот, или во превод толку имам меморија. It's too much, дури for me е тоа многу да зборувам, така што ќе бидам краток 2 до 3 минути. Добро, Корабски водопад, трети пат во мојот живот. Ето, така некаде околу 13 часот и 16-17 минути, во фаза на прогласена пауза сме. Паузата трае, согласно препораките на водичите, до 13:45, а може до 13:50 или до 13:40, како и да е. Имаме топ временски услови. Значи сите кумулуси што се создаваат во делот од секундата се разбиваат во следната секунда и создаваат совршени сончеви џебови. Или во превод имаме речиси идеални, брилјантно добри услови за Корабски водопад. Има еден куриозитет поврзан со оваа тура. Значи дефинитивно нема лесна тешка тура, или природата ќе ви дозволи, нема да ви дозволи да го качите врвот, водопадот или дестинацијата до кон која што сте упатиле. Доказ за тоа е овој почитуван драг мил господин тука што е со нас. Ето го тој со раката, моментално во лежачка состојба и позиција, каде што овој денеска му беше 4-ти обид за доаѓање до Корабски водопад и конечно успеа. Претходните 3 обиди беа неуспешни, дел поради грмотевици, дел поради снежни џебови. Ете, гледате дека упорноста се исплаке, доказ повеќе дека никош не треба да се потценува природата. Она назад што мафта раце, ако ја доловува камерата, јас неа доловуваме Ката Василевска. После 2 години упорна работа со неа, психолошка работа со неа, конечно престана да мрчи и конечно ова е првата тура во која што восхитувачки се чувствува, без ниту еден збор мрчење. Супер, браво, тоа е плюс за нас, најверојатно и плюс за неа најголем. А најголема заслуга за тоа има оној дечко до позадинја Кире, кој што беше последен задни водич. Ова е Марија Таневска. Лево, еве ги кланот Стево и Билјана Христоски, Стево Смилевски, презименјак мој, со тоа што го има суфиксот ски. Јас сум Ев, ама не е битно. Денеска си Смилев, утре си Смилевски, во моде променувањето на имињата и презимењата, така што кога ќе се навикне сите се едно после, како и да е. Добро, Александра Алексовска, Мартина Чупетревска и така натаму. Боже мој, како ги памтам, еве го Кострин Саздов. Да, Чупетревска без В, тоа јасно и експлицитно покажува дека доаѓа од Прилеп. Да си знаете. Еве тројката без Курмилар од Велес, еве ги. Да, ретко ги гледаме, пошто се оддадени на преживување, кој на брод, кој на професионални дејности. Добро, како и да е, заради тоа ги нема, инаку не дека не сакаат планина, ама преживувањето е гадна работа. Добро, еве Андријана Спировска, супер. После неколку месеци живот на 2 тркала, конечно живот на 2 нозе, значи од велосипед конечно после подолго време планинарска тура. И супер, фала ти што идеш со нас, иако можеше да бидеш на многу други места преубаво и денеска, али добро. Како и да е, се надевам дека почесто ќе идеш, барем посакуваме. Ева Жежо, супер, не дружи 2 викенда поред, да превртиме нешто и така натаму, тоа е вистинска реткост и раритет. Дечко, сега да ми простите, не ги знам сите, по список ги знам до душа, вака моментално не ми текне. Еве го кланот фамилиарен Манчеви, Лоренс и Филип. И ова се надвор од нашата група, ама тоа не значи дека не припаѓаат овде, супер. Не пречека овде, веројатно и они ни го донесу убавото време. Еве поздрав и до нив. А оние горе намо што се моментално не можеме да ги представиме, ама можеме да ги видиме. И тоа е отприлика се. Немаме запрошување денеска, тоа е моментот што треба да се каже, иако изненадување се можни, до 18 часот некој некого да запроси, ама тука таков потенцијал моментално барем јас не гледам. Иако изненадување се можни, и сега само интернационалната компонента од оваа тура, да не речете дека зборот е лага и така натаму, зборот е лага кај некој други, ама не и овде, како и да е.